Почитуван председател, колешки колеги пратеници, почитуван представник на Влада на Република Македонија. Денес на дневен ред на Комисијата за европски прашања е предлог на закон за советодавен систем за земјоделството и руралниот развој. На самиот почеток само една реченица, да се знае која е стартната позиција во овој момент во земјоделското производство. Уништено, девастирани се сите земјоделски гранки. Значи не постои гранка од растително земјоделско производство или сточарско производство кое што не доживува вистински колапс. Кога станува збор за давањето на советодавните услуги, внимателно го слушав излагањето на представникот на владата, а исто и во предлог законското решение стои дека е несоодветно во овој момент. Од едноставна причина што во јавниот сектор имаме само, ако правилно ве слушнав, 64 советници во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Само 64 советници кои што треба да ги даваат овие советодавни услуги на десетици илјади земјоделски стопанства, без разлика дали станува збор за физички лица или за правни лица. Во предлог законското решение исто така стои дека е неповолна ситуацијата и со мигрирањето, миграцијата од село во град, каде што фактички не останува доволен број на луѓе што ќе живеат во руралните области. Исто така, лоцирана е потребата од дефинирање на една правна рамка, која што ќе овозможи простор да определени групи и поединци бидат насочени и поддржани од државата. Ова два пати ќе го потенцирам, поддржани од државата, во организиран систем чија што цел ќе биде професионално и експертско делување преку советувањето на директните чинители, односно физичките и правните лица кои што се занимаваат со земјоделско производство. Исто така постојат и една друга низа на забелешки кои што се дефинирани во ова предлог законско решение, како што е преоптовареност од една страна, а од друга страна недоволно ресурси и некоординиран советодавен капацитет во јавниот сектор. Се поставува прашање како е возможно Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството со 64 советници, државата да не обезбеди буџетски средства да може тие да обавуваат советодавната услуга, а таа советодавна услуга најчесто треба да се изведе со посета на фармата, односно земјата каде што работи, каде што екзистира самиот земјоделски производител. Значи државата во овој момент не обезбедува доволно средства, освен за плати на вработените лица во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделство, а сега ние овде зборуваме за многу поголем број на советници кои што треба да даваат советодавна услуга. Од друга страна, приватните советници пак главно се стационирани во прехранбениот сектор. Многу јасно, затоа што таму тие се многу на едно повисоко ниво развиена прехранбената индустрија и секако дека од финансиски аспект многу добро се поминува во тој дел на прехранбената индустрија. Исто така нотирано е дека не постои синергија помеѓу советодавните услуги и институциите за обука, образование и истражување. Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството стои во предлог законското решение дека се даваат совети од нивна страна, од нивните советници, исклучиво во подготовка на ИПАРТ апликацијата. А претходно спомнав, значи не може советниците да нема обезбедено средства од страна на државата да ја извршуваат својата советодавна функција. Што е основната цел на воспоставувањето на квалитетен советодавен систем е да се обезбедат совети за правилна примена на законодавството на Европската Унија. Овој закон, предлог законско решение стои дека треба да биде на еден начин во содејство со европската легислатива во делот на земјоделското производство. Да се подобрат знаењето, вештините и капацитетноста на земјоделските производители.
Но се поставува прашањето кога? Сега откога земјоделското производство доживеа целосен крах, кога веќе младите лица не планираат да се бават со земјоделско производство, кога само неколку постари лица одлучуваат да продолжат да се бават со земјоделска дејност. Дефинирано е формирање на советодавен систем за земјоделство и рурален развој, скратено АСАРТ. Тоа е под 1 и под 2 систем на знаење и иновации во земјоделството АКИС. Со еден збор да се воспостави организација и управување со советодавниот систем на земјоделството и руралниот развој. Сега, стои дека се врши усогласување со правото на Европската Унија, регулативата 1306/2013. Основно да знаеме сите ние што е тоа совет, дефиниција за совет. Советот представува услуга за обезбедување техничко стручно мислење или препорака на одредена тема, а се со цел да се донесе вистинската одлука во смисол на земјоделското производство. Јас би поставил повеќе прашања. Како е возможно под еден да не се обезбедат финансиски средства, иако представникот на власта кажа дека преку тоа се средства кои што се обезбедуваат преку ИПАРДот, меѓутоа сами спомнавте дека голем дел од земјоделските инженери, нашите колеги, се без работа. Па се поставува прашањето, после донесувањето на ова законско решение, на каков начин ќе се финансираат тие? Ако до сега не сме како држава способни да квалитетно ги обезбедиме 64 советници во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието. Од друга страна, ако за нив нема средства, како ќе има средства за еден гломазен апарат? И не зборувам овде само за двете точки кои што ги спомнав, него во член 5 министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира совет за мониторинг и координација на АСАРТ и АКИС. Знаете ли, почитувани колешки и колеги, колку ќе брои тоа тело? Јас броев до 27. Ве молам, тело составено од 27-30 члена. Какво ќе биде тоа тело? И тоа тело за мониторинг и координација на другите два тела. Тоа е клучното прашање. Што правиме ние сега овде? База некоја? На што? Ве молам, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, член 5, ве молам проверете, формира совет за мониторинг и координација на АСАРТ и АКИС во понатомошниот текст совет како стручно советодавно тело. 27 минимум, јас до таму броев, може би се и 30. Ве молам да ми се објасни какво ќе биде тоа тело. Најверојатно ќе треба да води, не знам што, најверојатно ќе треба да води некоја држава со 200 милиони жители. И тоа е 30 лица кои што треба да бидат што? Прочитайте го член 6. Одиме понатаму. Обсегот на советодавните услуги треба да се даваат непречено со теренски посети. Какви теренски посети не се успеа да се обезбеди за тие 64 лица адекватна сума на пари да може да одат да посетат фармата, да разговараат со земјоделскиот производител, да они вршат мониторирање, да му дадат правилни совети и упатства како да продолжи, како да започне да се бави со маркетинг на неговото производство. За на крај, да не должа многу, да не излезе само дека сме ги потрошили, а вие тоа го потврдивте, европските пари. Да не остане само на тоа. Ви благодарам.